Задоволство е да ја објавиме годишната програма и резултатите од годишниот конкурс за финансирање на проекти од национален интерес во културата за 2018 година. Дури и во вакви околности, во подолгогодишна културна девастација, имаме охрабрувачки вести. Имаме зголемен интерес за културни проекти, правичност и диверзитет во распределбата и силна поддршка за уметниците и културните работници, согласно интересот на граѓаните. Обезбедивме силна поддршка за културни проекти кои градат едно општество за сите, децентрализација на културата и еднаков пристап до неа, за сите граѓани подеднакво. Програмата ја носиме во законскиот рок, 45 дена од донесување на буџетот на Република Македонија за 2018 година. Морам да нагласам дека тоа беше вистински предизвик, имајќи предвид дека од една страна добивме зголемен број на пријави, а од друга сакавме да воведеме поголема правичност, дисперзија и застапеност во нашата селекција. За илустрација, во ликовната, музичката, фолклорната и драмската дејност во 2016 година беа пристигнати 1556 проекти, во 2017 1593, а на годинашниот конкурс пристигнаа 2066 проекти, за 500 проекти повеќе или над 25% пријави. Тоа покажува дека е зголемена довербата во институцијата, а секако и ние сме успешни во популаризацијата на конкурсот во јавноста. И покрај зголемениот број или 5018 пријави, Министерството одобри над 50% од сите пристигнати апликации, што ја демонстрира нашата заложба да им излеземе во пресрет на уметниците и културните работници во најголема можна мера. Во таа смисла, наша прва цел беше да ги отстраниме сите аномалии што со години се провлекуваа низ селектираните програми, ако јавноста ги критикуваше силно. Јасно и недвосмислено кажуваме, во програмата веќе не постои партиска, идеолошка или каква било друга негативна селекција. Програмата овозможува простор за сите уметници и за сите манифестации што имаат повеќегодишна традиција. За да одлуките за евентуалниот неизбор на одредени програми стојат автономно конкурсните комисии и нивните образложенија за неисполнување на критериумите или потврлање на квалитетот. Би сакал да ја подсетам јавноста дека ние ветивме и ја остваруваме транспарентноста во целиот конкурсен процес и во објавувањето на резултатите. Таа е драстично зголемена во однос на минатото. За време на конкурсниот период обезбедивме 2 јавни консултативни средби и една консултативна сесија онлайн за потенцијалните апликанти, на кои присуствуваа и учествуваа стотици апликанти. За прв пат го објавуваме списокот на одобрени проекти со побарани и одобрени суми, а за прв пат се објавуваат и составите на комисиите. Со ова, уште еднаш демонстрираме дека транспарентноста и отчетноста пред граѓаните е наш врвен приоритет. Домакинското работење и одговорноста кон парите на граѓаните беше наш водечки принцип во процесот. Освен поддршката за проектите, преку годишната програма обезбедивме средства и за раздолжување на обврските создадени со мегаломанското и неодговорно трошење во минатите години, како и создавање основни услови во установите и дејностите по долгогодишната криза негрижа и запоставување. Нашите комисии инсистираа одобрените проекти да бидат издржани со реални буџети што овозможуваат база за нивно успешно реализирање. Анализата на резултатите од конкурсот покажува дека годинава имаме далеку порамномерна и поправична дисперзија на средствата од минатите години, како во однос на етничката, географската и родовата застапеност, така и во однос на застапеноста на маргинализираните заедници, застапеноста на различните дејности и застапеноста на проектите што доаѓаат од вон институционалните апликанти. Со ова ја демонстрираме и во практика посветеноста кон нашите културни политики, кои целат кон изградба на едно општество за сите граѓани, децентрализација на културата и пристап до културата за сите граѓани поеднакво. Освен тоа, Министерството за култура од овој циклус воведе целосно нова конкурсна апликација за интердисциплинарни проекти, со што ја демонстрира
заложбата за приклучување на македонската култура кон современите и иновативни светски трендови. Тоа беше така наречената интердисциплинарна, односно мултидисциплинарна програма. Врвен приоритет меѓу сите програми е заштитата на културното наследство. Сите загрозени фрески, икони, историски објекти, како на пример црквата во Курбиново, Скопскиот аквадукт, фреската Свети 15 евреополски маченици, црквата во Лешок, се планирани или за директна конзервација или за изработка на основен проект, што е прв чекор во нивното санирање и заштита. Заштита им беше потребна и на многу објекти на културата низ целата земја поради долгогодишно отсуство на грижа како и соодветни финансии. Обезбедивме средства за санација на сите загрозени објекти на националните установи. Со посебна програма од над 60 милиони денари ќе спроведеме акција на реконструкција на покриви во над 20 објекти. Во музичко-сценската дејност обезбедивме средства и за фестивали на алтернативните жанрови – рок, електронска, светска музика, а поддржавме и повеќе џез манифестации покрај веќе етаблираните. Знаејќи ја лошата економска кондиција на општините и долговите кои што тие ги наследија, поддржавме многу манифестации, чиј што директен или индиректен организатор се самите општини, како Опенфест, Битфест, Д-фестивал и други. Многу културни манифестации и истакнати уметници, кои со години беа игнорирани, првпат влегуваат во програмата или за првпат добиваат достоинствена поддршка. Зголемени активности предвидуваме и за меѓународното представување на важните меѓународни сајами на книга. Министерството за култура од оваа година го активира целосно секторот за книга при Министерството и го презема меѓународното представување и презентирање на издавачката продукција и литературата од нашата земја, преку концептуално презентирање на автори и дела од Македонија, прилагодено на тематските фокуси на саемите, што ќе ги зајакне меѓународните представувања на македонската книжевност и издаваштво. Почитувани, за крај би сакал да резимирам дека со оваа годишна програма обезбедуваме средства за динамична културна програма низ целата земја. Ја подобруваме инфраструктурата и условите за вработените и за публиката. Ги отвараме установите за независната културна сцена, создаваме нови програми, ги зголемуваме можностите за поддршка на сите актери во културата и обезбедуваме механизми за суштинска вклученост на сите засегнати страни во процесите на креирање на културни политики.